Ovo je definitivno, kako da kažem, zaokružuvanje na сите они истражувања кои што од 2004 година до 2014 година беа спроведени на самите Цареви кули. Успеавме со многу напори, со многу самопрегор, со многу труд да ја завршиме книгата. Како да кажем, на некој начин ми е олесно, затоа што сето тоа кој што се пронајде на Цареви кули, еве го овде, црно на бело, граѓаните да го видат, значи да го прочитаат за него, има нормално уште многу работи кои што чекаат на некои други трудови, меѓутоа она најбитното, есенцијалното, извлечено во капитално дело од 530 страници, знаете, сепак е многу голема книгата на формат А4 со тврди корици. Правено морам овде да ги истакнам сите мои соработници кои што вредно исто така работеа заедно со мене и ете на некој начин мислам дека ја делат мојата гордост практично на ова дело, на ова капитално дело. Ако првата книга беше од праисторија до римското период или римското царство, ова ова е од римското царство до доцен среден век, односно продолжува и малку понатаму, до Втората светска војна. Знаете, Цареви кули од времето на Римското царство па до 44 година има една друга улога, за разлика од претходната, каде што е населба или светилиште. Во тој период Цареви кули станува тврдина, укрепено место, кое што со години, со векови, ќе обстојува горе, значи, на градот Струмица и на некој начин градот ќе го должи целата своја одбрана на некој начин на самите Цареви кули, покрај бедемите нормално и во самиот град Струмица и практично Цареви кули на тој 44 година, она последните манифестации се повторно во војно упориште, знаете, кога една германска единица се етаблира горе по последните денови за ослободувањето на Струмица.